Расте употребата на дизеапами, седативи и антидепресиви меѓу македонските граѓани и за нив се трошат милиони евра. Нивната продажба е се поголема, а возрастната граница се помала. Во последно време не само диазепами и другите анксиолитици се многу бараат, а тоа се должи на моментално лошата ситуација, на нискиот стандард, на високите цени, така да луѓето се повеќе бараат спас во медикаменти. Зголемената побарувачка минатата година напишала над 2,4 милиони рецепти во примарната здравствена заштита, што е повеќе од бројката на жители во земјава. Ако на тоа се додадат и лековите што се купуваат на приватно, состојбата станува алармантна. Зошто граѓаните се почесто и поедноставно посегнуваат по средствата за смирување? Значи, наметнати грипови, економска состојба. Најпроблемиот е вработувањето и парите. Животот е стресен. Од сите средства кои најлесно може да се набават, дизеапамите се дефинитивно најкористените аксиолитици, лекови за смирување на анксиозноста кај македонските граѓани. Така, лани издадени биле 1,4 милиони рецепти, што е најголема бројка во изминатите 5 години. Само за нив од буџетот се потрошени над 450.000 евра. Големата и честата употреба на овие медикаменти е директно сврзана со кризата. Притисоци од секаков вид доаѓаат од сите страни и луѓето едноставно на овој начин се штитат, објаснува професорот Стојан Бајрактаров. Се создава класична зависност од лекови која не го решава проблемот, туку го маскира. Потоа луѓето повеќе се однесуваат како зависници спрема тој лек и едва и повторно чекаат да го земат. Тоа веќе не е лек, туку се работи за зависност која всушност, ако е поизразена, треба и да се лекува. Предупредува Бајрактаров. Лидија Чолакова Дервишова како специјалист по семејна медицина со своја ординација вели дека мора да им се помогне на луѓето во надминување на животните предизвици. Секојдневната наша пракса гледаме да луѓето во вакви тешки услови на живење секојдневно имаат потреба од седативи, заради тоа што стресот доминира во нашето живење и во нивното живење. Така да немаштијата, покачувањето на платите, значи многу проблеми го мачат пациентот. Така да луѓето гледаат сето ова да можат да го издржат денот, потребни им се седативи за да се смират и по најголем дел и антидепресиви. Трендот се поголема употреба на средства за смирување, освен за граѓаните, не е добар ниту за државата, бидејќи фондот за здравствено осигурување секоја година има се поголем трошок. Само лани издатоците по овој основ биле 14% повеќе.